И повторно сме назад во студиото од овој дел каде што си ги пречекуваме нашите гости. Ова утро наша и ваша гостинка е Цветанка Вучковска-Митовска, виш кустос од спомен куќата Мајка Тереза. А како што веќе зборувавме и претходно и како што веќе знаете, она што е денеска денот 26 август во 1910 година, пред 113 години е родена Гонџа Бојаджију или познатата како Мајка Тереза. Скопје се сеќава, Скопје не заборава, се сеќава за незината хумана работа, за незините дела. И она што е повод за гостувањето на Цветанка е тоа што спомен куќата Мајка Тереза веќе има и почна веќе од вчера да ги одбележува деновите на Мајка Тереза со отворањето на изложбата. Цветанка, добро утро. Добро утро. Сега, она што ќе ни каже Цветанка за почеток е тоа како ќе го одбележите овие 10 дена, кои се активностите на спомен куќата Мајка Тереза. Што ќе се случува од 25 до 5 септември. 5 септември е денот кога таа починува. Вие во рамките на овие 10 дена имате активности. Ајде полека да почнеме за почеток со програмата. Веќе неколку години наназад спомен куќа на Мајка Тереза од деновите од 26/8 кога е Мајка Тереза родена до 5 септември, денот на незиното упокојување, организира денови посветени на Мајка Тереза со низа манифестации. Ние оваа програма за оваа година ја започнавме вчера со отварањето на изложбата на господин Изет Зекири, професор доктор Изет Зекири, ректор на Универзитетот Мајка Тереза од Скопје, изложба на мозаици. Денеска за незиниот роден ден ќе имаме поетски час во соработка со Друштво на писатели Оенеум од Тетова. Ќе се чита поезија. На 29/8 ќе имаме промоција на песна и спот посветени за Мајка Тереза во авторство на директорот на спомен куќа на Мајка Тереза, господин Насер Цури. Промоцијата ќе биде во 11 часот и 30 минути. На 30/8 ќе имаме во 17 часот исто така поезија, читање на поезија посветена на Мајка Тереза во соработка со Друштво на писатели АБЦ Поетике. На 1.9 ќе имаме прикажување на филм кој што е посветен на Мајка Тереза, снимане во 1969 година. Тоа е документарен филм снимен од страна на BBC за Мајка Тереза. Насловен Нешто убаво за Господ. Прикажувањето ќе биде во 12 часот. На 3.9 спомен куќа на Мајка Тереза во соработка со граѓанското здружение Скопјанката Мајка Тереза ќе има промоција на збирка поезија, исто така посветена за Мајка Тереза. На 4.9 исто така со почеток во 12 часот е планирано да се читаат раскази од литературен конкурс кој што го имаше распишано спомен куќата. Ќе се доделуваат награди за расказите, како и благодарници за сите учесници. И некако целиот овој настан ќе го заокружиме хуманитарно на 5 септември. Во 9 часот во просториите на спомен куќата ќе има крводарителска акција. Спомен куќата во соработка со Црвениот крст на Македонија. Да, крводарителска акција, а исто така во 8 часот во капелата во спомен куќата ќе се одржи света миса посветена на Мајка Тереза, каде што зборуваме за 5 септември. 5 септември, да, каде што ќе биде изложена и реликвијата на Мајка Тереза, па секој кој што сака да на некој начин се почувствува благословен, може да дојде и да присуствува на мисата. Да споменеме, Цветанка, дека сите овие активности ќе се случуваат во спомен куќата на Мајка Тереза. Така, да. Денеска е незиниот роден ден. Како ќе го одбележите денот? Рековте со читање, така? Ќе имате од Тетово? Доаѓаат? Да, Друштво на писатели Оенеум од Тетово. Ќе се чита поезија. Зошто е одбрана поезијата и зошто имаме толку настани поврзани со поезија? Бидејќи Мајка Тереза, односно Гонџа, била влюбеник во поезијата, сакала да пишува, дури има и издадено неколку поеми, па затоа се одлучивме да бидат овие настани повеќе од поетски, односно напишаниот збор. Токму за незиниот роден ден. Така. Она што вие веќе од вчера почнавте со вашите активности, 25 август отворивте изложба. Ајде сега малку да кажеме каде ќе биде изложбата, од кога до кога е отворена, кој се може да ја посети и што се има во изложбата.
Што е се представено? Така, изложбата се состои од мозаици изработени во техниката опус варварикум. Мозаиците, 20 на мозаици се изработени, се дело на професор доктор Изет Зекири, кој што е ректор на Универзитетот Мајка Тереза, кој што по професија не е уметник, но на вистина мозаиците пленат со една убавина, стварно се многу убави, а го опишуваат целиот, да речеме, живот на Мајка Тереза, незиниот живот тука во Скопје, незиниот пат кој што го изодува, трнлив пат кој што го изодува, незината работа која што ја има во Калкута, како и самиот чин кога се вознесува, или односно станува светица. Изложбата е отворена, ќе биде отворена од секој ден од 9 до 14 часот и е изложена во амфитеатарот на Спомен куќата. Значи изложбата е бесплатна, може секој кој што сака да дојде и да ја посети, да ги види овие дела, сепак во незина чест, така, во незина. Јас нешто прочитав нешто од животот и делото на Мајка Тереза, меѓутоа тоа се оние општи информации кои што секој од нас ги знае. Сите знаеме ние која била и што е Мајка Тереза, меѓутоа вие како виш кустос од Спомен куќата Мајка Тереза, ајде да споделиме со јавноста нешто што можеби не е познато до сега. Нешто што е, ете така, специфично само за незе. Одат во позадина веќе и фотографии, можете гледачите да видат нели дел од незината работа, да ја видат Спомен куќата Мајка Тереза, што има внатре, сите оние кои што не успеале до сега да ја посетат. Значи, прво да споделиме нешто што може би не се знае за Мајка Тереза, како што кажав, била влюбеник во пишаниот збор. На своето заминување за Индија напишала една прекрасна поема, Проштевање, и од таа поема се гледа колку всушност таа била и добро образована. Значи, не е всушност случајно тоа што таа заминува во Индија да работи како учителка. Била многу сакала и географија, инаку завршува средно училиште тука во Скопје, гимназија. Исто така свирела и мандолина, можеби бидејќи незиниот татко исто бил дел од оркестарот во Скопје. И многу била хумана, дури и незините соученички кажувале дека била добар организатор, па секогаш кога имало некој настан, таа се нудела да организира. Значи се покажал уште како мала, како лидер на некој начин, така што не е ни чудо што на крајот завршува како главна сестра на католички ред кој што брои преку 5000 сестри во целиот свет. Уште една работа е тоа што има една приказна за Мајка Тереза, дека уште како дете, значи додека одела на училиште, кога се вратила дома во еден ладен зимски ден, се вратила дома без својот капут и кога мајка ја прашала каде ти е капутот, кажала дека го оставила на некое дете, па зошто направи така, таа одговорила дека на тоа дете капутот му бил потребен отколку на незе. Меѓутоа, незиното семејство важело за хумано семејство кое што кој да тропнал на нивната врата, никој никогаш не бил вратен. Најверојатно, ете тоа и со гледачите споделувавме дека се некако доаѓа од семејството. Како што самите кажавте, таа своите афинитети за хуманост, за да помогне на некого, ги гајала уште многу млада. Заминува од Скопје на 18 години. Последен пат со семејството се разделува во Загреб и оди веќе за Ирска, а потоа оди и во Индија. Така. Ајде малку некои информации вака да споделиме со гледачите за незината работа. Значи, таа најпрво заминува во Ирска, каде што станува дел од католичкиот ред Лорето. Тие имале своји мисии во Индија и во Африка. Таа искрено се надевала дека ќе замине во Индија, бидејќи тоа била нејзина желба. Така што кога ја испраќаат на мисија во Индија, тоа е како да и се остварил сонот. Кога станува калуѓерка, тогаш го променила и своето име, значи од Гонџа станува сестра Тереза. Името Тереза го добива според француска светица од 19 век, Света Тереза од Лизје. И како млада сестра е пратена во Индија да работи како учителка во католичкото училиште на Лорето и предавала веронаука и географија. Се покажала доста успешна во својата работа, па така била и назначена за директор на училиштето, односно раководител на училиштето, но во 1946 година при духовни вежби кои што ги имаат калуѓерките, таа добива уште еден повик од Бога, бидејќи првиот повик го добила на 12 години, сега добива уште еден повик. Овој пат Бог и се јавил со зборовите "Жеден сум".
Кажи еден сум били зборовите на Исус додека бил на крстот. Така таа го поврзува сите таа жет, не само на Бог, туку и на луѓето, за љубов. Таа вели дека најголемото сиромаштво во светот е сиромаштвото од љубов. Од љубов, оние што се Недостаток на љубов. оние што се отфрлени особено оние што се отфрлени од семејството и нема кој да се грижи за нив. Така таа со дозвола од Ватикан во 1946 година го напушта Лорето, излегува на улиците во Индија. Тогаш се одлучува наместо да носи хабит, типична католичка калугерска облека, таа одбира да носи индиско сари, бело со сини ленти, кое што освен што е традиционална индиска облека со што луѓето полесно ќе ја прифатат, исто така не потсетува многу и на облеката на Дева Марија, па и постојано ќе не потсетува и на Бог. Почнува да работи со само една девојка, една сестра. Во 1950 година веќе се 12 девојки и таа добива официјална дозвола од Ватикан да основа незин католички ред. Тогаш официјално ги основа мисионерки на милосрдието. Како што рековме, денеска има преку 5000 сестри мисионерки и исто така има и ред на браќа мисионери на милосрдие. Најпрво го отвара Центарот за смртно болни Нирмал Хридај во Индија, што значи чисто срце. Во Индија отвара и Центар за деца со ментална попреченост, кои што се отфрлени од своето семејство, Шишу Баван. И нешто што е можеби најзначајно што го има направено во Индија е оформила цело едно село за болните од лепра, бидејќи болните од лепра во Индија не е дозволено да имаат контакт со никого. Но во ова село тие можат да живеат заедно со своите семејства, така што децата на болните од лепра не се ставени во дом, туку имаат прилика да живеат со своите родители. И тоа е можеби една од позначајните работи кои што ги има направено во Индија. Подоцна незината мисија станува препознатлива во светот, почнува да се шири и денеска е распространата во 137 земји на континентов. Таа е прогласена за светица 2016 година на 4 септември. Ајде малку околу самиот тој процес и зошто? Како е дојдено до тоа? Има треба да направи чудо, така? Така, да. И кои се тие чуда кои што? Најпрво процесот за беатификација и канонизација, Ватикан го почнува 5 години по нечија смрт. За мајка Тереза процесот е започнат во 99-та, значи 2 години малку порано. Во 2003 година е прифатено првото чудо од страна на Ватикан, кога таа е прогласена за блажена Тереза од Калкута, односно е беатифицирана. А на 4 септември беше прифатено второто чудо од страна на Ватикан, кога беше канонизирана и прогласена за светица. Значи чудата мора да се и медицински потврдени. Првото чудо е жена која што била од Индија, која што имала рак на абдомен. Претходно во животот ја сретнала мајка Тереза и мајка Тереза дала молитвеник. Жената почнува да се моли од тој молитвеник на мајка Тереза и без никаков медицински третман ракот се повлакол. Тоа е првото чудо што е прифатено, а второто чудо е бразилски новинар кој што добива тумор на мозокот. Тој исто така само со молитва и држење на реликвија на мајка Тереза блиску до својата глава, без никаков медицински третман, туморот се повлекува и тоа е второто чудо кое што е прифатено. И потоа е прогласена за светица мајка Тереза. Она што сакам да напоменеме, имаме уште доволно време, покрај овие 10 дена што имате активности поврзани со раѓањето, прогласувањето на светица и смртта на мајка Тереза, вие имате и редовни активности во музеот, односно во спомен куќата мајка Тереза. Кои се дел од овие активности, кои што се надвор од овие 10 дена? Значи спомен куќата секоја година има годишна програма за работа. Делот таа е финансиран од Министерството за култура. Дел се спонзорира од самата спомен куќа. Така што за оваа година имаме проект, ова е литературен конкурс е поддржан од Министерството за култура, е проект кој што го реализираме, чие читање ќе биде на 4 септември избор на најдобрите раскази. За оваа година исто така имаме планирано и меѓународна изложба која што ќе се одржи во Темишвар во Романија. Тоа се од проектите. Инаку секојдневната работа е нашето работење со посетители. Имаме постојана поставка на која се изложени дела, фотографии, документи од мајка Тереза. Изложено е и дел од незиното сари, тоа се смета за второстепена реликвија. Музеот е отворен за посета
Секој ден Од колку до колку часот? Да, секој работен ден од 8 до 20 часот и сабота и недела тоест од 9 до 20 часот за посетители, сабота и недела од 9 до 14 часот, со тоа што последните посетители влегуваат 15 минути пред затварањето да имаат време да разгледаат. Посетен ли е музеот, спомен куќата на Мајка Тереза, од странските туристи кои што го посетуваат градот Скопје? Мислам дека не постои турист што дошол во Скопје не ја посетил спомен куќата. Самата локација, самото име, нема кој не ја знае Мајка Тереза, и тоа што нели е бесплатен влез, овозможува на, мислам дека сите туристи им е атрактивно да ја посетат. Што значи Мајка Тереза за градот Скопје? Скопје е познат како, да речеме, градот на солидарноста, но и на различноста. Тука се испреплетуваат разни култури, националности, религии, така што кога ќе ја видиме Мајка Тереза, буквално како да е пресликан, како да е чиста одлика на градот и го представува буквално духот на Скопје. Во незе се преплетуваат многу работи, па претпоставувам дека затоа е интересна и многу луѓе се пронаоѓаат во неа. И на крај, како што рековте, секако и солидарност и хуманост, бидејќи Скопје е познат како град на солидарност. Така е. Цветанка, многу ви благодарам тоа што ова утро бевте наша гостинка. Јас мислам дека кажавме се, ја опфативме програмата. Спомнавме и некои работи кои што не беа многу познати за нас, да кажеме за луѓето кои што сме еве од овој град и за сите кои што не следат. Меѓутоа ете така некои интересни информации за Мајка Тереза. Јас нема да ве задржувам повеќе бидејќи имате активности денеска по повод нејзиниот роден ден. Треба да се вратите повторно на своето работно место од каде што впрочем и ни дојдовте. Ви благодарам за гостувањето, до наредна прилика. Ви благодарам и на вас за поканата.